Новогодишната магија изостана во Скопје оваа година. Скопје пред новогодишните празници се разбуди во темни улици, не накитени, не вообичаено. Ова видео е објавено од град Скопје, наслов на видеото новогодишно украсување на градот. Се гледа дека се поставени на неколку улици, на неколку места овие светлечки снеголки и украсена е буквално една коцка на плоштадот на градот Скопје, каде што е поставена елката, неколку дрвени кукички, неколку светелки на дрвцата околу. И тоа е тоа. Останатиот дел од градот е буквално во темница. На социјалните мрежи буквално врие. Сите велат дека Скопје никогаш не било подепресивно, а како виновник ја означуваат градоначалничката, за која што велат дека го украла божитниот дух, новогодишниот дух на градот Скопје. Од градот Скопје веќе рекоа дека се тоа се случува поради енергетската криза и затоа што градот и општините ќе штедат. Меѓутоа, граѓаните обвинуваат дека се штеди од нивните пари, а се штеди од граѓаните. Не е направено сечење на буџетот во некои други ставки кои што граѓаните сметаат дека се понебитни, а направено е сечење во оние ставки кои што на граѓаните им се битни. А тоа се мрачни и темни улици веќе неколку месеци наназад и новогодишното украсување секако. Она што е рак рана, се чини дека секоја година Скопјани имаат различни ставови околу новогодишното украсување. Никако да не се погоди на нас народот. Кога е украсено Скопје и кога се трошат илјадници евра за украсување, тогаш велиме дека се трошат пари, дека треба да бидат наменети за нешто друго. Изминатите години околу по 250.000 евра беше украсувањето. Меѓутоа, оваа година буквално за препастувачки штедиме повеќе и од Киев, Украина. Украина е во војна веќе речиси година дена, а ова се фотографии не е како што било минатата 2021 година, но и во 2022 година смогнале сили да имаат елка и немаат струја веќе некое време, има рестрикции на струи, а сепак не се откажа од таков новогодишен дух, барем малку на жителите на Киев да им се даде некое убаво чувство. Само градот Скопје не е накитен. Останатите градови се за пример. Ова се буквално фотографии и снимки. Крива Паланка на социјалните мрежи е фалена како бајка, новогодишна бајка оваа година. Навистина целиот град е накитен, а градоначалникот изјави дека сето ова градот го чинело 0 денари. Односно, потрошено е вкупно 12.000 евра, но ниту денар од општинската каса, туку од донации од граѓани, од гастербајтери кои што за новогодишните празници се доаѓаат дома и убаво им е да се чувствуваат како што се чувствуваат. Следно, може да кажеме дека и Кавадарци предничи во украсувањето. Ова е буквално видео кое што го објави општина Кавадарци, градот блеска целосно, сите улици се накитени, има многу декорации. И Охрид оваа година исто така е бајковит, се е накитено во центарот на Охрид, но и во споредните улички. И во останатите градови, од прилика има китање, единствено градот Скопје остана без новогодишната магија. Оно што велат граѓаните дека е проблем и оно што велат експертите дека е проблем и зошто секоја година мака мачиме со китењето е што веќе неколку години наназад велат не треба се ангажира фирма да се дадат 200.000 евра за да се накити градот, а потоа градот останува без украси. Сите велат дека еднаш треба да се стегнат заби, да се купат украси кои што ќе бидат во сопственост на градот и потоа која година само да се наградуваат. Во овој момент, години наназад китење, прекрасно китење во Скопје, во градот Скопје не е останато ниту една светилка. Едно време пред 10 години се зборуваше дека се купи звездено небо кое што беше поставено низ долж целата улица Македонија, но никој не знае каде е тоа звездено небо сега. Треба да се направи на некој начин прерачуница колку би начинало ете барем градот да се ги набави овие украси, доколку се разбира ангажирањето на скапи фирми за новогодишно китење не е нечи бизнис настрана. Кога сме кај китењето, да не ги споменуваме градовите кои што се во соседството, ова е Софија, прекрасно накитена, Тирана, велат дека е како во бајка, исто така и Загреб. Од Загреб имаме и едно видео. Загреб оваа година сите велат дека е прекрасно накитен, дури е направена и цела една програма Адвент Загреб 2022-2023. Се вели постојано на сите ќошиња во градот има нешто што се случува на китено е концерти, кукички, базари, така натака. И Белград,
Оваа година имаме снимка и од тоа и Белград е прекрасен. Зимска бајка е наречено цел овој евент кој што се одвива во близина на Белград на вода. Цел овој парк е накитен во новогодишниот дух. Интересно е што токму градоначалничката Даниела Арсовска вчера-завчера беше во Белград по покана на градоначалникот на Белград. Не знаеме дали успеала да ја види оваа новогодишна магија и како се чувствувала кога во главата знае како е накитен нашиот главен град Скопје. Сепак сето ова што се случува сега не можеме ни толку да кажеме дека е лошо, затоа што навистина е енергетска криза. Нас ни недостасува новогодишна магија. Убаво би било Скопје да е накитено, но дали тоа треба да биде по секоја цена. И на крајот треба ние, граѓаните, се договориме дали сакаме китење, па да, тогаш не велиме дека ете се трошат пари, или сакаме да биде вака, ама да не се жалиме дека ја нема новогодишната магија. Како и да е, новата година ќе дојде и тоа за некој ден. Накитено, не накитено Скопје, барем во некои делови, некои продавници, некои трговски центри се заангажирале и ете Скопје има по некоја сијаличка некаде колку да се израдуваме.